Почитувани браќи и сестри македонци, почитувани дами и господа, денес сме сведоци на епилогот од една благородна иницијатива на Сдруженијето на сетинци, попадинци и кошороди од Лерин во Македонија, Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од егејскиот дел на Македонија Македон, Форумот за човекови права на македонците од егејскиот дел на Македонија Скопје и Светскиот македонски конгрес, со донација од македонците во Австралија и Канада. Извршена е реконструкција на гробното место на легендарниот командант Илија Димовски Гоче. Од запустен и од речисти сите заборавен гроб, вечното почивалиште на Илија Димовски Гоче во алејата на великаните на градските гробишта Бутел добива уредено гробно место со биста за вечен помен и спомен еден прекален македонец, борец од Втората светска војна. Оваа негрижа кон гробното место на командантот Илија Димовски, одгревена од отуѓени центри, и не изненадува, имајќи ја предвид хистеријата во општеството околу долго запоставуваното прашање за насилното прогонство и геноцидот врз македонците од егејскиот дел на Македонија, од Балканските војни, двете светски војни и така наречената граѓанска војна во Грција. Доволно да се потсетиме на скандалозните изјави на сега починатиот генерал Тодор Атанасовски, кој во интервјуто за Утрински весник од 25 јули 2017 година ја обвини владата на ВМРО ДПМН за егеизација на државата, како изјавите на Љубомир Фрчковски, кој во председателската кампања како кандидат на СДСМ за председател на Република Македонија на изборите одржани на 22 март 2009 година, коментираше дека Македонија не може повеќе да биде заложник на трагедијата на македонците од егејскиот дел на Македонија, односно на еден дел од нацијата, за да не може да го затвори прашањето за името со владата во Атина. Крајно, марионетската влада на Зоран Заев со спогодбата Димитров Кудзије со 17 јуни 2018 се откажа од македонците во егејскиот дел на Македонија, а ексклузивното право врз културата и историјата на Македонија и го отстапи на владата во Атина. Меѓутоа, егеот е душата на Македонија, насилното прогонство и геноцидот на македонците и нивните деца од егејскиот дел на Македонија е најцрната страница во историјата на македонскиот народ во Втората светска војна и оваа вистина никогаш нема да се заборави. Благодарност до иницијативниот одбор во состав Ташко Јованов, Ицо Најдовски Перин, Тодор Петров, доктор Левтер Манче, Ѓорги Плюковски, Петар Наневски, Ристо Соколовски, Иво Ѓоргиев, доктор Ташко Димовски и Тодорка Нешковска за се што сторија. Гоце Пангловски и Васка Дојчиновска за се што сторија денес со повод пред Бога да бидеме заедно. Благодарност исто и за асистенцијата од Иван Петрески, председател на Матицата на иселениците од Македонија. Благодарност до Бутел, АД Скопје, неговите директори вработени за разбирањето и помошта околу реконструкцијата на гробното место на Илија Димовски Гоче. Сдруженијето на македонците од егејскиот дел на Македонија во Битола и Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од егејскиот дел на Македонија заедно со другите сдруженија на македонците од егејскиот дел на Македонија веќе традиционално секоја година го одбележуваат денот на формирањето на првата македонска егејска бригада на 18 ноември 1944 година во Битола, чиј командант бил токму Илија Димовски Гоче. И 81-та годинава ќе биде соодветно одбележена. Незиното формирање е значаен настан во поновата историја на Македонија, затоа што незините борци се пресметаа со балистите во Западна Македонија, со работници на италијанските, бугарските и германските нацифашистички окупатори на Македонија. Се разбира ослободувањето на Македонија е дело на македонските партизани, Асном 1944 е Крунан или Денското востание 1903. За жал со така наречената граѓанска војна во Грција 1946-1949 година, како продолжение на Втората светска војна, до вчерашните сојузници, британците, влегува во војна со партизаните од Делас, повторно мобилизирани во ТАК, ги вратија монархо-фашистите на власт во Елада, а тие пак жестоко се пресметаа со македонците и го продолжија етничкото чистење во окупираниот егејски дел од Македонија. Никогаш да не заборавиме
дека така нареченото егеско прашање не се само насилно прогонетите деца македонци од 1948 година, туку и насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија од Балканските војни 1912-1913 година наваму. Остануваме посветени на трајно решение на македонското прашање и на унапредувањето на положбата и правата на македонците во егејскиот дел на Македонија и во цела Грција, како и на враќање на државјанствата, граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци и нивните потомци од Првата и Втората Балканска војна, Првата светска војна, Втората светска војна и така наречената граѓанска војна во Грција. Нека херојската борба на генерациите пред нас, на ајдутите, комидите и партизаните ни биде патоказ како се сака татковината и како се гине за слободата на Македонија. Ги поканувам докторица Најдовски Перин, Ташко Јованов и Петар Наневски за откривање на спомен бистата на Илија Димовски Гоче. Повелете. Можеме? Им благодариме на докторица Најдовски Перин, Ташко Јованов и Петар Наневски. Со благослов на неговото блаженство Господин Стефан, архиепископ Охридски Македонски на Јустинијана I, панихида за Илија Димовски Гоче ќе отслужи отец Томе Велјанов, свештеник од Скопската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Повелете. Чекај, после ќе се сликаме, елате вамо. Сега на фотка. Да не го валкаме, елате се вамо. После сите групно и поединечно. Чекай да раздаваме свети. А, светите. Да раздаваме.